Време е за една нова интересна тура. Заедно со Link & Co и Geely Македонија направивме giveaway на Инстаграм каде што избираме 3 добитници и доделуваме 3 возила за возење на тура низ Македонија. Ќе возиме од Скопје, тука од салонот, преку Штип до Градско, винарија Лазар, каде што ќе имаме манџаре, односно ручек, и повторно се враќаме кон Скопје. Возиме 3 автомобили, Link & Co 01, Geely Coolray и Geely Starray. Автомобили кои што имаат многу голем интерес на емисиите, бидејќи сите 3 возила веќе сум ги возел. А сега ќе идеме бидејќи врне, да ги видиме добитниците и да почнеме да возиме на кај Штип. 3 добитници и секој од нив има можност да донеса плюс 1 сопатник. И сега, додека одиме кон првата точка за да направиме првата ротација, јас ја започнувам турата со Geely Coolray, урбаниот шампион кој спојува агилност и стил. Со 1,5 литарскиот турбомотор со 77 конски сили и 7 степен автоматски менувач, Coolray е брз, забавен и секогаш подготвен за акција. Нуди одлична управливост, напредна технологија и спортски дух. Ова е одличен кросовер за младите кои сакаат еден кул автомобил. Барем тоа го видов јас кога го имав на тест. Возиме од Скопје кон Штип, одиме на првата точка, бидејќи ќе застанеме во Штип, таму ќе направиме прва ротација. И тука сум со Стефан и неговиот сопатник позади, нормално и Петар. Први впечатоци за Coolray? Ми се допаѓа што прво има место и вака и изгледот како е внатрешно. Не е пренатрупано со многу монитори и све, а има Пошто си млад као мене, веројатно поише ти одговара ваков стил на возило него ли као Starray и 01, така малце пофамилиарни, поголеми или можеби не баш такво ми одговара поголемо. Поголемо? Да. Значи Джаве реков као мене помлад, кој и јас сакам поголемо, пофамилиарно. Спремни сте 20 за фамилија, да. Ако јас искрено гледам од моја перспектива, ја повеќе сакам поголем SUV, високо возило, со поголем багажен простор, пред се, не знам, ради... Да, практичност, окей. На страна практичност или се, него, нели, да си отидеш, пример, природа, едно друго, душек позади, со деца, со близнаци, така да... Јасно. Простор за нив и за уживање и за све. Нели, кампување, ајде да речам повеќе за тој. Мана за Coolray? Ма наискрено, правиме тест. Наискрено, единствена мана можеби е што лейн асистот, после 2 предупредувања, нели, за да се задржи воланот, е што после тоа се гаси и воопшто не функционира ако гледаме од безбедносни причини, што можеби со некој апдейт понатака може и ќе се среди. Во главно мене ми се допаѓа супер све и лесно е за користење, за управување многу, доволно опрема, тоест премногу опрема си има за све што треба, така да. И сега пошто сакаш поголемо, кој те по-кејф, Starray или 01? Не сум го пробал се. 01 е најголемиот? Да, 01 е Link & Co. Кој сакаш са наредно да го пробаш? Најголемото. Најголемото? Да. Мислам дека 01 беше, така? 01, да. Ништо, тогаш застануваме и да се преместиме. Стигнавме во Штип и време е за првата ротација. Сега сум во автомобилот кој неодамно го возев. Geely Starray. Нуди футуристички дизајн, убава и модерна внатрешност, остри линии, остар став и иновативни системи за асистенција. Starray е една фантазија на тркало која инспирира. Дечки, вие веќе на првата етапа извозевте Link & Co 01, сега возиме Geely Starray. Ај про, какви се впечатоците од 01? Од 01 бев изненаден од вожњата. Ми се допадна посебно погонот кој го нуди. Плагин хибрид, значи во градска вожња е многу глатката вожња, значи не осеќаш некое цимење, некое нагло поаѓање. Извозевме доста и на струја, до првата Штипска патарина бевме на струја комплетно. Околу 50 на километри. Потоа се пребаци на бензин, исто така неосетно. Ова ти е прво искуство плагин хибрид? Плагин хибрид, да, прво искуство ми. И како да се на струја? Па сум бил песимист за возила на струја, ама искрено за таа намера за која возилото супер. Starray, сега споредба, еден па е чисто бензин. Starray моделски ми е доста поинтересен. Кога доаѓавме тука, јас чисто ме интересираше највеќе Starray од каков ќе е на вожња
Моделски ми е поубав, поинтересен, супер е на воžnја, значи задоволително е, моторот што го има во него 1.5 е супер. Ти требаат поише перформанси од ова? Па не, еве сега сме четворица у кола, со перформансите се задоволителни. Како ти се допаѓаат другите елементи во поглед на технологија, на системи, безбедносни, екранот, колку можеше сега при возење сето тоа го искусиш? Мултимедијата е солидна. Едино нешто што имам замерка, ама тоа е веќе кај сите нови коли, што климата мора да се менува, преку екран? да биде преку екран, да, ама у Линко не е така. Во Линко е со дугмиње физички. Тоа ми се допаѓа повеќе кај Линко. Возевме се еден доста поинтересен попланински пат. Старе е малце погломазен, може да се случи да се почувства поголемо клатење. Ме интересира ваше мислење како вие го почувствувавте, односно како тебе ти легна по сите тие кривини. Стариот по кривините немаше големо клатење, значи во споредба со други SUV возила што ги имам искусено, стариот немаше големо клатење, значи имаш чувство како да возиш голема кола, не како да возиш голем джип. Малце набилдена. Имам уште едно последно прашање, после тоа треба возите Coolray, што му каже дека повеќе ти одговара ваков тип на возила малце поголеми. Баш ќе биде интересно да видиме искуство и од Coolray, но ме интересира дали во било кој момент можеш да приметиш дека станува збор за кинеско возило. Па, искрено не, бидејќи доста квалитетни материјали има на изработка внатре, значи меки се и кај шалт таблата и внатре во вратите, значи целосната изработка на возило е квалитетно направена, и звучната изолација е задоволителна, значи немаш на автопат при поголеми брзини, нема некои шумови, нема да се слуша ветер, како во други возила што се поевтин сегмент од било кој производител. Фала ви многу, ви благодарам многу што се пријавивте на гивавеот, што возиме заедно оваа тура и сега возете што многу безгрижни километри. Пристигнавме на втората точка, односно винарија Лазар. Пред се едно огромно благодарам до винаријата која ни одржа една прекрасна презентација за историјата на Лазар, за винската култура во Македонија и секако имавме можност да дознаеме нешто повеќе за вината на Лазар и секако да пробаме нешто. За прв пат да сум среќен што не возам јас и можам да ви кажам дека вината беа прекрасни. Сега е време за последната етапа. Време е за нешто поразлично. Хибридна моќ, скандинавски дизајн и најнапредна поврзаност. Со систем од 261 конска сила и можност за целосно електрично возење до 70 км, ова е урбаниот SUV од иднината. Паметен, смел и поврзан. Токму како новата генерација на возачи. Се враќаме од Велес кон Скопје. Ова е веќе последната етапа. Ги извозе останатите два, односно Geely Coolray, Geely Starray, Lincoln Co 01 сега зад волан. Искуства? Lincoln Co најака. Најбрзо од 0 до 100. Какви импресии ти одава? До душа ти ни кажа дека приватно си имал некој искуство претходно со 01, ама еве сега вака директно кога ќе ги споредиш, што ти остава најмногу впечаток? Поудобна воžnја, по тивка е у интериерот, не се слуша толку надворно, патот, дожд, кој се јаш имаше. Уместо е солидна, не е нешто лоша, дефинитивно поголема од Coolray-от, од стариот тука некаде, али сепак стайлинг не е лошо, али да. Од сите три, која ти остави најмногу впечаток? Па реално стариот, пошто на изглед најдобар ми е, изгледа како беба Escalade, бебешки Escalade, што ми рекол. Иначе и внатре за фамилиарна кола е нешто многу добра, ама у начин на квалитет на интериер, дефинитивно Lincoln Co од многу подобар квалитет. На soft touch материјали горе на вратите не е толку лош и за седење положбата е подобра од Coolray-от, тоа да. И најреално тоа е. Добар дисплеј. Остави го Александар ше позади нас. Дали имаш нека замерка
кон било кое возило кое што ета сега од возењево би ти остави некој негативен впечаток или би сакал малку да е поправена, поразлично да функционира? Пошироки гуми на кулреот. Дефинитивно се претанки, не е до толку, не е лош, стабилен е, али не е до толку кој што може да биде. Дали до сега, добро, освен искуството што си го имал претходно со 0.1, дали до сега си имал некој друго искуство со плагин хибрид или било каков друг хибрид? И дали некој пат во иднина би можел да размислиш на ваква комбинација? Претходно од електрика сум возел само плагин хибрид, значи бензин и електрика, Toyota ZHR 2020, солидно количе, ама дефинитивно не може да се спореди со интериерот на оваа, на Lincoln Colpad, та дури на Coolrail, што е спрема сите други најнискота класа од нив. Подобар интериер има Coolrail. Солидно е. Не, подобро е каде од CHR-от и да, би сакал да земам ама пола неким full electric, барем за мои услови не одговара. Значи плагин хибрид као тука. Плагин хибрид као тука, одличен избор. Ем за низград, ем за наотворено. Солидна конјажа исто така. Да не биде нешто. Што ти остави најмногу впечаток од целава тура? Не очекував толку дека ќе ми свијат. Реално кажал тоа, стереотипично е за нас балканците кога слушаш кинес. Сад не дека зборувам ти сум ги возел или дека и претходно вака го им возено па нема врска и кога се вратив од Германија тоа што го кажував на сите реално многу добри коли прават. Спрема тоа за шосе и за цената што даваат се нормално пристапни за нормален човек да земе SUV класа на возило. Солидно. Да се надоврзам на прашањето дали во било кое возило до вие три сега што ги возиме на турава примети барем во одреден момент дека станува збор за кинеско возило? Па не, реално не. Не се понаша така кога да речеш дека нешто е ефтино или да тропа, да крцка, нема никаков проблем со тоа. Ниедна од трите коли што ги возев сега. Се гледа разлика у класа, се разбира, самата цена се окажува тоа, али сепак и најниската класа што е Coolrail е сепак премногу добро од други класи на коли што ги имам видено и имам возено спрема Mercedes А класата GL-ато што се у иста цена, та дури поевтино е Coolrail. Дефинитивно Coolrail е подобар од нив у вид на интериер и дизајн. И уште едно прашање, бидејќи Lincoln Co е во многу висока средна класа или веќе здраво гази во премиум категоријата, дали мислиш дека сосема заслужено да биде премиум автомобил? Дефинитивно. Само едно што имам замерка е конјажата, не е лоша, али па малце да биде бар 2.0 над 200, 240 коња, 250 коња е одлично. Мада за градски автомобил не се лоши 174 коњи да биде колата, но сепак сите сакаме малце згазиме од време на време, да има малце јачина за претицување, исто така сепак Македонија не е се рамно. Фала ви многу што пред се учествувавте на гивавеот, што дојдовте да извозиме оваа тура заедно и се надам дека ќе има многу повеќе вакви дружби. Изминавме повеќе од 200 километри на оваа тура. Им благодарам многу на Lincoln Co и Geely кои што не поддржаа за оваа тура и заедно со дел од победниците, односно дел од вас, да поминеме на вакво искуство, да имате шанса да ги пробате и искусите автомобилите вака заедно сите три, да знаете точно што нуди, кој нуди, едноставно да си имате поубава слика кога станува збор за купување. И тоа значи дека треба да не следите, бидејќи многу наскоро и ќе следат некои вакви настани, многу наскоро ќе објавам повеќе детали. Многу убави погледи, многу убав пат, многу убаво искуство во винаријата Лазар, им благодарам и на нив за целова поддршка, така да следете не, направете сабскрајб, бидејќи многу наскоро пак ќе кажам ќе има нешто ново интересно. Чао!